Дали знаете дека трамвајот со коњи во Скопје го донеле браќата Шабан Паша, кои биле познати донатори, едни од најбогатите луѓе во градот? Според некои сознанија, трамвајот во Скопје функционирал уште во далечната 1884 година, со што Скопје се броил во светските градови кои многу рано користеле јавен превоз. Ако се има предвид дека во Виена, например, трамвајот бил воведен во 1864 година. Едниот од браќата Сулейман тешко се разболел и Реджеп Емин го однел во Виена на лекување. Таму тие виделе трамвај и Реджеп решил да купи таков. Кога трамвајот се појавил на улиците на Скопје, предизвикал сензација. Коњот морал да се менува дури 2 пати дневно, бидејќи побарувачката за услуги со трамвај била голема. Но наскоро проработеле завист и љубомора. Тогашниот председател на општината Скопје, Решат Бек, посакал самиот тој и општината да имаат сопствен трамвај. До пред војната, во 1912-та, во Скопје имало повеќе трамваи во сопственост на општината. Тие исто така се движеле со конјска влеча, но по шини. Релацијата била од камениот мост, тогашна Ќуприја, до Ислахането, односно Идадија. Вагонетките биле во различни бои, а внатрешноста обложена со црвено кадифе. Во 1912 година одборниците од Скопската општина одржале таен состанок и решиле да го укинат трамвајот, бидејќи веќе не бил модерен таков со коњи. Одлуката била спроведена, иако многумина подоцна жалеле заради тоа. Некои од старите вагонетки биле подоцна употребувани како превоз на службеници до каменоломот во Кисела Вода. Интересен е податокот дека првиот скопски трамвај долго време постоел бил сочуван во депото под Калето. Чуварот на мелницата го претворил во своја кукичка за чувари. Од некогашната гордост на скопјани, трамвајот остана само пуста желба. Дали сте чуле за инструментот окарина? Топчестата окарина е уникатен инструмент со 3 отвори. Датира од неолитскиот период и е стара околу 6000 години. Окарината е изработена од теракота, а е пронајдена во 1989 година на археолошкиот локалитет Чашка, Мрамор, кај Велес. Ова е единствен ваков инструмент пронајден во Европа. Окарината и покрај староста се уште е функционална и на неа може вистински да се свири. Дали знаете дека на Охридското езеро се користат вкупно 2268 различни пловни објекти за рекреација и за риболов, регистрирани во капетанијата? 6 брода за панорамско разгледување со капацитет од 100 до 250 патници се користат од околу 80.000 патници годишно. Во употреба се и повеќе од 40 брзи чамци и джетски чамци, повеќе од 30 катамарани, 250 мали чамци или кајчиња кои се користат за рекреација и риболов и повеќе од 30 едрилици. Чамците се користат главно во периодот меѓу мај и септември.